Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов соопшти дека донел одлука град Скопје да почне постапка за формирање ново јавно предпријатие што ќе биде задолжено исклучиво за третман и за благосостојба на уличните животни. Шилегов најави дека новото јавно предпријатие под негова надлежност во целост ќе ги преземе сите активности кои опфаќаат заловување на животни скитници, нивна стерилизација, ветеринарна грижа, регистрација и процедури за вдомување од страна на заинтересираните граѓани. Постапката околу формирањето на новото јавно предпријатие, како што рече, тече паралелно со процесот на чипирање на домашните миледници со цел истовремено кога ќе заврши овој процес да почне да функционира новиот стационар на град Скопје. Го спречуваме механичкиот прилив на животни на улиците од неодговорните сопственици и новиот систем ќе овозможи полека, стратешки нашиот град да се справи со овој проблем. Затоа што овој проблем е таков кој што бара инволвирање на повеќе институции на локално и национално ниво, вклучување на граѓанските активисти и здруженија со цел бројот на кучињата скитници да биде сведен на минимум, на начин што ќе се обезбеди нивна благосостојба, но истовремено ќе гарантира и безбедно и непречено движење на граѓаните на јавните градски површини. Ова значи дека не постои инстант решение со кое кучињата ќе исчезнат од улиците. Но тоа не е и не смее да биде изговор на институциите да бегаат од решавањето на овој проблем. Туку напротив, ова е предизвик за координиран системски пристап кој што ќе се прифати на овој предизвик и ќе го изнајде одржливото решение. Шилегов додаде дека за името на предпријатието се уште не е одлучено, но негова желба е тоа да се вика Лајка. Лајка, како што рече, е куче што го има сменето човештвото. Новото јавно предпријатие ќе биде основано со буџетски средства на град Скопје, а опремата ќе биде од постојниот стационар. Ќе биде вклучен дел од персоналот што работи во стационарот, а за остатокот од персоналот очекува дека професионално и волонтерски ќе се вклучат и граѓански здруженија кои ќе бидат дел од овој процес.